Катлановска бања 1947 е прибежиште за ранетите партизани од Егејска Македонија, а последниве 10 години егејците од Македонија им одаваат почит пред споменикот што во нивно име е поставен токму тука, болницата каде тие се лекувале во периодот по Втората светска војна и граѓанската војна во Грција. Ристо Соколовски се сеќава на раскажувањата на неговиот татко, кој бил партизан и на 19 годишна возраст со повреди во главата бил донесен во тогашната болница во Катланово, а по 3 месеци лекување се вратил назад во војната. Во семејството на таткото на Николовски од 5 деца, тројца се партизани, а само двајца го преживеале теророт од граѓанската војна во Грција. Две се однесени во Чешка, кои ги запознав. Доскоро беа живи. Тројца биле партизани, си двајца браќа и една сестра. Таа сестра е фатена ранета од грците во некој јатак во Грција ја заклале и не го знаат гробот каде. Чичко ми губиваат грците во Румунија, во Романија губиваат. Значи таа партијата нивна си работела цело време. Да се искорени коренот, ама тешко ќе им биде. Нашиот корен е длабок, многу длабок. Пораката на егејците од Македонија и тогаш и денес е иста. Обединети македонци во слободна и независна држава. Сдруженијата на егејците од Македонија не ги забораваат страдањата и жртвите на своите предци. Председателот на Форумот за човекови права на македонците од егејскиот дел, Ташко Јованов, вели дека стотици страни се напишани за голготата на прогонетите егејци и нивните страдања, и токму затоа никогаш не смееме да ги заборавиме. Во болницата се лекувал таткото на неговата сопруга, кој потоа повторно се вратил на боиште. Овдека јас сакам да спомнам дека на мојата сопруга татко тука се лечеше. Беше тешко ранет, по кратко време се излекува благодарение на југословенските доктори што од Србија што ги лечива, многу спасија од тој живот тешките рани. И тие што беа слободно се излекувано, повторно се враќа во егејскиот дел. Еден од организаторите на средбата, Александар Георгиев, појаснува дека ранетите борци биле прифатени на повеќе места во Македонија, не само Катланово, туку и во Кочанско и Велешко. Првото прифатилиште им беше на Пониква, кај Кочани, второто прифатилиште зимата 47-48 беа во Катланово, за после да бидат преселени во ново изградени болнички простори во Јасеново во Велешко. Егејците од Македонија им порачуваат на надлежните да не го заборават минатото и положените животи на храбрите борци од егејскиот дел. Позади овој ред се наоѓаат коски на починатите партизани припадници на егејската битолска бригада, кои што во 47-та и 48-та се лекувале токму овде во оваа болница. Членови на егејските здруженија од Македонија се надеваат дека во иднина надлежните ќе направат напори и ќе биде изградена спомен костурница токму на ова место. Оваа година чествувањето е организирано од страна на скопските здруженија на македонците од егејскиот дел, општина Петровец и управата на Катлановска бања. Споменикот со име паметникот е поставен во 2014, а од тогаш наваму на овој ден потомците на борците не забораваат да им одадат почит на ранетите и загинатите кои што се бореле за независна татковина.